20 часот го следите централниот дневник на К1. Добро вечер. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите случувања од регионот Македонија и светот. Еве ги настаните на денот. Проектите кои што оваа влада ги спроведува за диаспората представуваат добра основа за развој на земјата од каде тие потекнуваат. Зависноста од модерната технологија порок на 21 век. Огревно дрво има во доволни количини, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски. Со бизнес форум што се одржа во соработка со економската групација Колумбус 2020, владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски ја започна посетата на САД. Премиерот имаше можност да ги презентира поволностите што Македонија ги нуди за привлекување на странски инвестиции. Посебен акцент беше ставен на ниските трошоци за водење на бизнис, рамниот данок и развојните индустријско-технолошки зони. Бизнисмени од повеќе сектори од американскиот пазар се запознаа со поволностите за инвестирање во Македонија. Владина делегација предводена од премиерот Груевски учествуваше на бизнис форум во Колумбус, главниот град на сојузната држава Охајо во Соединетите Американски држави. Посебен акцент беше ставен на ниските трошоци за инвестирање и водење бизнис, представени преку погодностите во технолошко-индустријските зони. Истовремено премиерот во своето обраќање ги потенцираше позитивните макроекономски индикатори, како растот на бруто домашниот производ, ниското и умерено ниво на надворешен државен долг, како и стабилната стапка на инфлација. Еден од најважните проекти кои нашата земја ги имплементира во последните години и кои ни помага да ја подобриме бизнис климата е проектот Регулатор на гилотина. Овој проект беше имплементиран заедно со стопанските комори и со повеќе од 300 компании, различни по големина од различни индустрии и сектори. И овој проект значеше кратење или пак поевтинување на илјадници бирократски процедури во земјата, што многу им помогна на домашните и иностранските компании. Учесниците на форумот ја поздравија владината политика за инвестиции во образовниот кадар. Според премиерот Груевски, со проектите се гради конкурентна талентирана работна сила, важен аргумент за привлекување странски инвеститори. Во Македонија воспоставивме центар за поддршка на клиентите од цела Европа, и тоа не само заради способностите за познавање на странските јазици, туку затоа што луѓето во тој центар имаат бизнис способности. Кога се јавува клиентот и има прашања за на пример фактурирањето, за цените за испораките, луѓето во центарот не само што ги зборуваат јазиците на клиентите, како на пример италијанскиот, германскиот или друг европски јазик, затоа што клиентите се од цела Европа, туку луѓето во центарот разбираат што клиентот прашува, односно имаат чувство за бизнис. Представник на компанија која се наоѓа на 61-та позиција на листата на 500 најбогати светски компании, ја истакна компаративната предност на Македонија во насока на едуцираноста и талентираноста на работната сила. Она што ме заинтригира е балансираниот пристап кој Македонија го има, кој што значи не само да создаде простор за поддршка на производствените капацитети, туку и понудата на талентирана работна сила. Компаниите како нашата, кои имаат интерес за инвестиции, не бараат само простор за реализација на деловните операции, туку се интересираат дали има работна сила која може да помогне во развивањето на локалните подружници и правецот на постојан раст на економијата. Мислам дека Македонија ги поседува овие капацитети. Учесниците со позитивна оценка за понудата која обезбедува Македонија за странските инвеститори. Она што го слушнав представува значајно поттикнување за компаниите да дојдат и да се лоцираат во Македонија. Мислам дека имаме значајни драстични предности и тоа во поглед на даноците, ориентираноста на владата за унапредување на бизнис климата и едуцираната работна сила. Тоа е многу атрактивно за бизнисмените да отворат бизниси во Македонија. Освен учеството на бизнис форуми, македонската владина делегација ќе има свое обраќање во рамки на годишното собрание на Обединетите нации.
Проектите кои што оваа влада ги спроведува за диаспората представуваат добра основа за развој на земјата од каде тие потекнуваат. На средбата која што премиерот Груевски оствари со иселениците во Колумбус се потенцираше значењето на диаспората и незината помош за македонската држава. Постојаните заложби за остварување на конкретна соработка со македонската диаспора во сите сфери од заеднички интерес беа предочени пред македонците во Колумбус, Охајо. На средбата која премиерот Груевски ја оствари со представниците на диаспората во Колумбус, беше потенцирана важноста на иселениците од македонската нација, како мостови за соработка во земјите во кои живеат, а во своето обраќање, председателот на македонската влада ги истакна проектите кои се спроведуваат, а во чиј фокус се македонските иселеници. Целата помош што доаѓа од македонската диаспора до граѓаните во Македонија е од големо значење. Може би вам ви изгледа малку, може би вие помагате на некој ваш роднина, братучет или било кој друг во Македонија, но кога сите тоа го прават на начин на кој што го прават со децении наназад, се заедно земено тоа е огромна помош за Македонија. Представниците на диаспората позитивно ги оценија проектите поврзани со нив и изразија благодарност за добрата комуникација. Дека сме сите заедно и на иста линија, знаеме по тоа што Република Македонија ни возврати со можноста да се стекнеме со македонски документи и пасоши, држављанство, за тие што ги немаат, а исто така и со правото да можеме да гласаме на парламентарните и претседателските избори во Република Македонија. Многу добар проект, родом во Македонија, Birthright Macedonia. Ова година бевме таму. Јас работев за Джери Наумов во кабинетот од странски инвестиции. И бевме на гадичката свадба и во Прилеп и во Охрид, секаде. И треба повеќе млади македонци да одат таму во Македонија. Во ваквите средби гледаат можност за размена на идеи за остварување на заедничките интереси. Да размениме некои идеи за меѓународна соработка што потврсти да бидат тие конекции помеѓу иселениците во Америка и во Македонија, со една заедничка цел да се помогне на секаков можен начин да се подобри животот на македонците во Македонија, како и на иселениците во Америка. Груевски вети посветеност за градење на понатамошни заеднички активности со диаспората во насока на промоција на македонските национални интереси, остварување на поголем број странски директни инвестиции и ангажман на иселениците во реализација на проектите. Следната година за изградба на трите автопати Скопје-Штип, Кичево-Охрид и Демиркапија-Смоквица ќе се издвојат 21 милијарда денари. Планирана изградба на повеќе регионални патишта, со што ќе се овозможи развој на општините ширум земјава, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. За изградба на трите автопати Скопје-Штип, Кичево-Охрид и Демиркапија-Смоквица идната година ќе се издвојат 21 милијарда денари. Овде се вклучени и многобројни регионални патишта, меѓу кои патот од Радовиш до Штип и од Штип кон Кочани, кој треба да почне да се гради идната година. Со ова ќе се овозможи конкурентност на македонската економија, изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Конкретно за овој регион од Струмица многу ќе значи тоа што после изградбата на патот од Струмица до Радовиш ќе почне сега, како што реков, следната година и изградба на експресен пат од Радовиш до Штип и потоа со автопатот од Штип до Скопје. Од Струмица ќе се доаѓа до Скопје за помалку од 1,5 час и тоа ќе овозможи развој на регионот на југоисточна Македонија. Дел од владините проекти во инфраструктурата е и делницата од Велес до Кадрифаково, која во годините наназад беше прогласувана за место со најмногу сообраќајни несреќи и црни точки. Комплетно нова, на ниво на експресен пат, ќе биде готова во 2016-та. Проектот е во вредност од 14,6 милиони евра, а се финансира со средства од Европската банка за обнова и развој.
Владата во континуитет ја следи состојбата на снабдување на пазарот со огревно дрво. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски изјави дека огревно дрво има во доволни количини. Евентуалниот недостаток ќе се надокнадува со увоз на дрва. Цената останува иста и нема да се зголемува. Огревно дрво има во доволни количини. Простор за загриженост меѓу граѓаните нема, изјави вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, потенцирајќи дека владата континуирано ја следи состојбата на снабдување на пазарот со дрво за огрев. Оваа година се бележи зголемена побарувачка. Цените на дрвата на македонски шуми и количините што ќе ги испорачаат гарантираат стабилност и задржување на истото ниво од минатата година, рече Пешевски. Цената е задржана на истото ниво од лани, така да оние шпекулации дека во текот на целата сезона цената ќе оди над 3500 денари не се точни. Значи цената на дрвата на македонски шуми и количините што ќе ги испорача гарантираат едно стабилизирање и задржување на истото ниво од минатата година. Бидејќи побарувачката е поголема, дури македонски шуми презема и активност да евентуалниот недостаток го надокнади од увоз на дрва, тоа е исто активност која е координирана со владата на Република Македонија. Испораката на огревно дрво интензивирана на ниво на цела држава. За 22 дена во месец септември, македонски шуми испорачале околу 70.000 метри кубни огревно дрво. Заедно со приватните складови се достигнува бројка од 95.000 метри кубни. Македонски шуми до овај период има испорачано повеќе од 36.000 метри кубни во однос на лани, а годината ќе заврши со негде 100.000 метри кубни повеќе од лани. И ние тоа ќе го сработиме. На локално ниво ситуацијата е слична. Во складот на подружницата на македонски шуми Бабуна од Велес, дневно во просек пристигнуваат 10 до 15 камиони со околу 200 метри просторни огревно дрво. Оваа година, 2015 година, за само работа од 8 месеци имаме испорачано 22.489 метри просторни, што значи имаме снабдено 3.212 семејства со огревно дрво. Оваа година кумулативното производство ни е над 100% или поточно кажано сме 134%. По испораката на целата уплатена количина на почетокот на месец октомври, повторно ќе стартува уплата за огревно дрво. Директорот на шумското стопанство од Велес неодамна изјави дека до почетокот на грејната сезона сите граѓани кои претходно имаат уплатено ќе бидат обезбедени со огревно дрво. Со цел подобрување на квалитетот на живот на населението во руралните средини, Општина Велес од буџетот издвојува средства за реализирање на проекти за околните населени места. Преку програмата за рурален развој, градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев најави голем проект за водоснабдување на 3 населени места. Тоа се новата населба проектирана Трпезица, потоа Дорутовец, населеното место и село Челошево. Значи ќе правиме водовод во кој што ќе ги приклучиме на новата водоводна линија, бидејќи градот веќе расте на тој правец, а тоа значи дека ќе се потрошат негде околу 20 милиони денари за да биде овој целокупен проект изведен. Средства кои што се обезбедуваат преку оваа програма, меѓутоа ние добивме уште 2 други проекта. Следниот проект е за кој веќе имаме растипишано постапки и чекаме деновија да имаме избор на најповолен понудувач. Тоа е средување на центарот и 5 улици во населеното место Иванковци. Со тоа дефинитивно ова е едно од нашите најголеми, може да биде второ место, населено место по големина, ќе го обезбедиме комплетно центарот и пристапните улици и одводниот канал со комплетно реновирање на неговата инфраструктура. Советот на млади на Општина Велес денес организираше отворен ден на идеи, каде сите граѓани можеа да дадат идеи и предлози во врска со младите. Целта на оваа активност е да се слушнат проблемите на младите, а потоа и да се реализираат во идни проекти. Советот на млади на Општина Велес на плотото пред споменикот на гимназијата Кочо Рацин организираше отворен ден на идеи, каде секој граѓанин можеше да даде идеја и да остави порака во врска со младите. Целта на оваа активност е да се слушнат проблемите на младите, а потоа и да се реализираат во идни проекти. До заклучок дека треба најпрво да изслушнеме мислењата и предлозите на младите во Велес, но и сите останати граѓани кои сакаат да дадат идеја за подобар живот на младите во општеството.
Се надевам дека денес ќе добиеме доста добри идеи кои подоцна ќе бидат разгледани. Целта на оваа активност е да исушнеме сите проблеми на младите кои што досега немало место каде што можат да ја кажат своите идеи и да превземеме за нивно реализирање и подобрување на нивната состојба во градот. Извидниците од извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес на отворениот ден на идеи учествуваа со предлог за подобро организирање на просторот околу Велешкото езеро Младост. Сме дојдени да дадеме поддршка на Советот на млади на општина Велес и да дадеме предлог за подобро организирање на просторот околу Велешкото езеро, за организирање на некои кампови со што ќе се развие младинското учество во општина Велес. Од Советот на млади на општина Велес велат дека во иднина ќе организираат повеќе вакви отворени денови, бидејќи тие се од големо значење за граѓаните. На овој начин се создаваат и повеќе можности за спроведување на проекти со кои се подобруваат условите за живење пред се на младите. Бројот на сообраќајни несреќи и повредени во истите во постојан пораст. Само во првите 8 месеци од годинава на локално ниво се случиле околу 250 сообраќајни незгоди. Новинарска екипа на К1 телевизија ја следеше состојбата на терен, колку учесниците ги почитуваат правилата во сообраќајот. И покрај големиот број на кампања за побезбеден сообраќај, Македонија и понатаму евидентира висока бројка на повредени и загинати лица на јавните патишта. Пешаците и велосипедистите се категоријата која најчесто е жртвана според статистиката непочитување на сообраќајните правила. К1 на терен, низ објективот на нашата камера сакавме директно да се увериме колку возачите ја почитуваат зебрата, односно колку безбедно минуваат пешаците. Но не секогаш и пешаците ги почитуваат правилата. Во Македонија годишно се случуваат околу 4000 сообраќајни несреќи, односно повеќе од 10 дневно, и во нив скоро секогаш има настрадано некој пешак. Граѓаните со поделени мислења кога станува збор за тоа колку возачите ги почитуваат поставените сообраќајни знаци. Не пропуштаат пешаци, паркираат на недозволени места, на пешачки запираат. Тоа е катастрофа. На пешачки премен обично повеќето ги почитуваат. Пуштаат, предност на пешакот даваат и така натака. Паркирање на пешачки премин. Најказниво сообраќајно правило тоа го прават. На пешачки ги има највеќе. На кривина си застануваат таксистите, лудница е. Многу ретко и многу тешко ги почитуваат. Што треба да се обрне внимание од страна на полицијата, од страна на сообраќајната полиција. Зголемената сообраќајна контрола и воведувањето на казните, односно нивната употреба, се ефикасен начин за заштита на учесниците во сообраќајот. Според информациите на полицијата, во првите 8 месеци во годината во Велес се случила 251 сообраќајна незгода. За споредба тоа е за 10% повеќе од лани. 4 лица го загубиле животот во сообраќајните несреќи, а 19 лица се здобиле со тешки телесни повреди, недржање страна на движење, управување во алкохолизирана состојба, првенство на минување и вршење дејствие на пат се најчестите причини поради кои се случиле несреќите. Зависноста од модерната технологија представува порок на денешницата и влие лошо врз здравието и навиките кај човекот. Психолозите советуваат компјутерите и мобилните телефони да се заменат со детска игра, прошетки и разговори со семејството. Честото користење на компјутерите, мобилните телефони, таблетите и лаптопите се голем придонес, но и голема опасност по здравието на младите. Примената на модерната технологија придонесува младите да имаат се помалку време за социјална комуникација. Психолозите се погласни, работите мора да се менуваат. Времето поминато пред компјутер, велат мора да се намали.
Децата, за жал, се она ранлива категорија и популација која што станува зависна од овие нови играчки, би ги рекла. Родителот во своите секојдневни обврски трка со времето, со бизнисот, да стигне секаде на време. Полесно му е да го остави своето мало дете пред телевизорот, да му вклучи некоја модерна видеоигра, детето да се занимава, значи, со гледање и на таблети, и на телевизори, и на видеоигри. Користењето на мобилните телефони влијае лошо на навиките и здравјето ки човекот и го менуваат начинот на држење на телото. Положбата на читање на мобилни телефони, значи постојано наведнување на вратниот дел, е исто како да имаат притисок од 8 годишно дете кое што тежи 27 килограми врз својот врат. Замислете го, тоа е секојдневно. А што се случува доколку тоа е континуирано? За разлика од денес, во минатото децата времето го користеле повеќе за игра со топка и прошетки во парковите, вели Гаврилова. Порано било убаво тоа што родителите им кажувале бајки на децата, приказни пред заспивање. Самите деца си граделе меѓу себе група на лидери, на надпреварувачи, измислувале игри, значи го користеле времето да се истрчаат. Затоа имунитет имале добар, затоа комуникацијата била на повисоко ниво. Додека сега децата претежно комуницираат преку Facebook, се договараат преку Facebook. Психолозите советуваат компјутерите и мобилните телефони да се заменат со детска игра и дружење, прошетки во природа и разговори со семејството. Само така, вели Гаврилова, виртуелниот свет ќе остане виртуелен, а децата во реалноста. Проширена листата за земји за субвенционирање туристи. Отворен центар за аутизам во Штип. Следуваат вестите од Македонија. Комитетот за туризам на последната седница донел одлука за проширување на листата на субвенционирани држави, информира заменик министерот за економија Христијан Делев. По посетата на Струшкиот регион, Делев истакна дека на барање на туроператорите, листата за субвенционирање туристи е проширена со Израел, Шпанија, Франција и Јужна Кореја. Според Делев, интерес покажале неколку држави, посебно Израел, каде туроператорите побарале поголемо субвенционирање за да може да донесат поголем број туристи. За таа цел се прошири и листата со држави што ќе бидат субвенционирани, но и за зголемување на субвенциите на некои постоечки држави. Заменик министерот за економија изрази надеж дека и следната година ќе има успешна сезона и раст поголем од 10% како годинава. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска беше во посета на општина Штип, каде отвори дневен центар за аутизам. Тој имаше средби со граѓани и изврши увид во работите за реновирање на центарот за социјални работи. Овој дневен центар ќе представува одлична поддршка на родителите на децата со аутизам, ќе работи на градење и развивање на способностите кои што ги имаат овие деца и ќе се работи пред на стручната подготовка. Ќе се реализираат низа обуки до остручување на кадарот кој што работи во центарот, меѓутоа и во сите останати дневни центри, рече министерот Спасов. Тој додаде дека сето ова е резултат на инвестицијата на Министерството за труд и социјална политика, на Центарот за социјални работи и големата поддршка на општина Штип. Министерот Спасов информира дека со градоначалникот Захариев разговарал и за изградба на детска градинка во населбата Сењак во Штип, која би почнала со работа во 2016 година. А од вестите од светот, американскиот председател Барак Обама најави нови санкции кон Кина. Хрватска ги отвори границите за возилата со српски регистарски таблички. Американскиот председател Барак Обама со нови закани за воведување санкции против Кина поради наводните киберкражби. На вчерашната пресконференција со кинескиот председател Си Џинпинг, тој изјави дека истите се случили и покрај претходниот договор да се спречат таквите хакерски напади.
Обама посочи дека постигнатата спогодба е напредок, но мерките ќе продолжат и во иднина. За време на посетата на Си во САД беше постигнат и договор меѓу Вашингтон и Пекинг за зајакнување на соработката во сферата на одбраната. Целта е намалување на ризикот од појавување на недоразбирања меѓу нивните армии. Со ова тие работат на постигнување политички диалог, како и на проширување на соработката во борбата против тероризмот. По поставената блокада, Хрватска вчера попладне ги отвори сите гранични премини со Србија за возила со српски регистарски ознаки. Од Министерството за внатрешни работи на Хрватска известуваат дека граничните премини Бајаково и Товарник се отворени за целосен сообраќај без никакви ограничувања. Кризата на овие простори започна откако Унгарија ја затвори границата со Србија, па стотици бегалци почнаа да се движат неке Хрватска и Словенија на пат кон побогатите земји. Хрватските власти додаваат дека е забележено намалување на протокот на бегалци кои доаѓаат од правец на Србија, а дека досега во земјата влегле околу 60.000 мигранти. Претходно еврокомесарот за проширување Јоханес Хан од Белград испрати апел до хрватските власти да ја отворат границата. Во меѓувреме на вонредна седница, српската влада по деблокадата одлучи да ги укине контрамерките превземени против Хрватска. Во фудбалското првенство на Македонија утре ќе бидат одиграни сите надпревари од 8-то коло. Во второто коло од домашната Суперлига, градскиот ракометен клуб Борец ја искористи предноста на домашен терен и победи во надпреварот со Прилеп со резултат од 25:20. За овие за останатите вести од домашниот спорт гледајте во продолжение. Надпреварите од најсилната фудбалска лига во Македонија ќе бидат одиграни утре. Дербито на колото ќе се одржи на градскиот стадион во Скопје, каде ривалите од мечот за Суперкупот Вардар и Работнички повторно ќе играат меѓу себе. Лидерот на табелата Шкендија на домашен терен ќе игра против Силекс, а во борбата за избегнување на последната позиција на табелата, Металург ќе го пречека тимот на Ренова. Сите надпревари од 8-то коло во домашното првенство ќе започнат во 15 часот и 30 минути. Демиркапискиот спортски клуб Клисура и општина Демиркапија организираат неколку спортски активности по повод недела на движењето која трае од 21 па се до 27 септември. Веќе беше организирана фитнес гимнастика со елементи на јога, а ќе се реализира пробно качување на природна карпа и запознавање со алпинистичка опрема. Во присуство на наставници и членови од клубот Клисура, дополнително ќе се организираат забавни игри во природа за учениците од основното училиште Димче Ангелов Габерот. Организатор на настаните во однос на одбележувањето на неделата на движењето е Федерацијата за рекреативен спорт под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и Меѓународната асоциација за спорт и култура од Копенхаген. На шаховското европско првенство за млади кое се одржува во Пореч, Хрватска, неготинецот Тони Лазов е најуспешниот македонски надпреварувач од вкупно 7 кои учествуваат. Тој во досегашните 4 одиграни кола има освоено 3 поени и се наоѓа на 16-та позиција на табелата. Во неговата конкуренција се надпреваруваат 67 млади шахисти. До крајот на првенството треба да се одиграат уште 5 кола, па тој ќе има шанса да го подобри својот пласман. По 15 години еден велешки пинг-понг клуб ќе се надпреварува во Лига Систем. Пинг-понг клубот Борец Тим оваа сезона како дебитант настапува во втората лига на Македонија. Тие денес на домашен терен го одиграа својот прв надпревар против Рисови од Скопје за кого настапува и кадетскиот шампион на Македонија, во кој загубија со вкупен резултат од 3:5. Се имам надпревара на меѓународни такмичења на турнири. Во Куманово бев прв, во финалето играв со Бугарин, сега исто така бев на 2 кампа во Србија, во Златибор, и на завршниот турнир во најтешка категорија бев трет.
второто коло пинг-понгарскиот клуб Борец Тим по барање на противникот ќе го одигра утре против клубот од Струмица, исто така на домашен терен во кој се надеваат дека ќе стигнат до првата победа во сезоната. Моментално пинг-понгарскиот клуб Борец Тим игра во втората пинг-понгарска лига, со тоа што имаме амбиции да се пласираме на првите позиции, на првите 3 позиции во табелата, со што би обезбедиле можеби пласман во првата лига следната година. Пинг-понгот е спорт кој неодамна почна да се практикува во Велес. Добрите услови за тренинг се добра основа да се очекува младите пинг-понгари што поскоро да ја остварат својата цел, односно да бидат дел од елитното државно надпреварување. Светската фудбалска федерација го објави датумот за почетокот на светското првенство во Катар 2022. Нико Росберг ја освои полпозицијата во Јапонија. Меѓународен спорт. Светската фудбалска федерација на чело со председателот Сеп Блатер го објави датумот за одржување на светското првенство во Катар 2022 година. За прв пат во историјата тоа нема да се одржи на лето поради екстремно високите температури во тој период од годината во земјата домаќин. Мундијалот во Катар ќе започне на 21 ноември, а финалето ќе биде одиграно на 18 декември. Фудбалерите кои ќе учествуваат на ова светско првенство ќе мора да бидат ослободени од своите клубови најкасно една недела пред почетокот на мундијалот. Поради корупцијски скандал и злоупотреба на службената функција при избирање на земјата домаќин на светските првенства и препродажба на телевизиските права за претходните мундијали, председателот на ФИФА Сеп Блатер би можел да биде осуден на 5 години условна казна затвор. Нико Росберг на квалификациите кои беа возени утрово на влажната патека Сузука за големата награда на Јапонија ја освои полпозицијата. Времето од 1 минута 32 секунди и 584 илјадитинки беше недостижно за конкурентите. Ова е втора полпозиција за германецот во сезоната по онаа во Шпанија. Друштво во првиот стартен ред ќе му прави неговиот клубски колега Луис Хамилтон, кој е лидер во генералниот пласман. Трката за големата награда на Јапонија утре започнува во 7 часот наутро. Актуелниот светски шампион во MotoGP конкуренцијата, шпанецот Марк Маркез, ја освои полпозицијата за трката во Португалија. Најбрзиот круг кој на Маркез му го донесе првото место изнесуваше 1 минута 46 секунди и 635 илјадитинки. Во првиот стартен ред со него се најдоа Лоренцо на втората, односно Јаноле на третата позиција. Актуелниот лидер во првенството Валентино Роси трката ќе ја започне од 6-та позиција. Трката на патеката Арагон за големата награда на Португалија утре започнува во 14 часот. Денеска имавме претежно облачно и нестабилно време, проследено со врнежи од дожд. Да видиме какво време не очекува утре. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам убава вечер.